Вистината излегува на виделина и ги потврдува криминалите на ВМРО ДПМН. За тоа е потврда и кривичната пријава на претходниот градоначалник на општина Штип. Нагласија на денешниот прес од општинската организација на СДСМ Штип. Против поранешниот градоначалник на општина Штип, Илчо Захариев, од страна на надлежните институции поднесена е нова кривична пријава тешка 250.000 евра. Како што јавноста е информирана, СВР Штип до ОЈО поднесе кривична пријава против Илчо Захариев и Игно Иванов, поради постоење основи на сомнение дека сториле дури 4 кривични дела: злоупотреба на службена положба и овластување и 2 кривични дела несовесно работење во службата. Според обвинението, тие двајца во повеќе набрати ја злоупотребиле својата положба. Захариев издал наредба за отстранување објекти околу градскиот базен и истиот го продал, иако знаел дека нема согласност од Советот на општина Штип. Иванов ги реализирал желбите на Захариев, иако и тој знаел дека се противзаконски. На тој начин ја оштетиле општината и граѓаните за повеќе од 15 милиони денари. Ова е само мал дел од незаконски донесените одлуки на минатата власт предводена од ВМРО ДПМН. Времето на самоволие и непочитување на законите заврши и ќе биде врежано во меморијата на нашите сограѓани како една црна епизода за општина Штип, која никогаш нема да се заборави, за никогаш да не се повтори, потенцира од општинската организација на СДСМ Штип. За разлика од старата, новата локална власт работи согласно законите на Република Македонија и ја враќа довербата на граѓаните во институциите. Во изминатиот период, новата локална власт во општина Штип, предводена од СДСМ, интензивно работи на исполнување на предизборните ветувања, а со тоа изголемување на квалитетот на животот на нашите сограѓани. За само 5 месеци постигнато е многу. Намалена е цената на водата за пиење. Се гради нова детска градинка. Обезбедени се средства за допроектирање брана на река Отиње. Се чисти патот кон гасификација на општина Штип. Преземени се низа инфраструктурни потфати. Проектиран е училишен затворен базен. Почна постапка за уредување малгрупен дом. Отворена е постапка за формирање солидарен фонд. Со домакинско и одговорно работење во корист на граѓаните се прават сериозни заштеди на народните пари во буџетите на општина Штип и јавните предпријатија. Од општинската организација на СДСМ Штип посочуваат дека продолжуваат да работат одговорно, честно, транспарентно и во интерес на сите граѓани на општина Штип. А во врска со денешната пресконференција на СДС, со одговор се јавија и од општинскиот комитет на ВМРО ДПМН Штип. СДС своето неработење и неспособност го закриваат со замајување на јавноста, манипулација и ширење на лаги и невистини. Дека СДС само посакува власт, а не подобрување на животот на граѓаните, зборуваат и фактите. Во време кога тргуваат со националните интереси и го донесуваат предавничкиот закон за употреба на јазиците, поддржан од самиот Бочварски, со пресконференции за претходната власт создаваат искривена слика кај населението. Имено граѓаните на Штип секојдневно се сведоци на скандали и нефункционалност на општината, додека градоначалникот се слика и мисли дека раководи со невладината организација. Граѓаните секојдневно тонат во смет и возат по улици со огромни дупки. Тој градоначалник нема капацитет навреме да заврши тротоарот 20 метри со кој се занимава 2 месеци. Јавното предпријатие Исрпак наместо да обезбедува здрава и квалитетна вода за пиење во населбите каде што ја нема, истото неодговорно и несовесно ги остава бунарите, необезбедени и со ризик граѓаните на Штип да бидат изложени на огромни опасности. Лагите им беа главен адут на нивната изборна програма, а сега стануваат одлика на нивното работење. Наместо ветената младинска гаранција за враќање на младите, Бочварски и СДС донесоа бркање од работа на искусни кадри и вработување на партиски послушници. Наместо просперитет на градот добивме целосно уназадување. Веќе сите знаеме дека оваа локална власт е најголемото зло што некогаш му се случило на нашиот град. Оваа локална власт е пример како не треба да се работи. Граѓаните на Штип се мудри и оваа катастрофална политика ќе ја поразат на првите избори. Затоа на СДСМ им предлагаме да не се занимаваат со работата на обвинителството, затоа што тој е независен орган, да почнат да се занимаваат со проектите кои ги ветија на граѓаните, затоа што за нив се уште само слушаме, а никој досега не ги видел.